Почитувани гледачи, продолжуваме со делот Наменет за здравје. Тумори на коски, зошто се појавуваат, што значи навремена диагностика и современ третман, кога се употребува реконструктивна хирургија во ортопедијата. Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Виктор Камнар, ортопедски хирург во Аџибадем Систина. Доктор Камнар, добре дојдовте во магазин Здравје. Благодарам на поканата. Доктор Камнар, еве за почеток да објасниме што се тумори на коски и зошто настануваат. Да, тоа е една тема, многу широка тема и се работи за една од најпредизвикувачките гранки во делот на ортопедијата и во медицината воопшто. Не само од аспект на нивната комплексност, него пред се на навремена, оптимално навремена диагноза и секако третман кој што следи понатаму. Инаку, како би ги генерално поделиле, они се делат во 4 основни групи, за да биде појасно малку за луѓето. Тоа се мускулоскелетни тумори, кои што имаат потекло од коската или па секундарно доаѓаат во коската. Понатаму мекоткивни тумори, состојби кои што се слични на туморите и секако така наречените метастатски тумори, односно метастатски болести, тоа се во најголем дел малигни болести кои што се трансферираат, односно малигното ткиво се трансферира во коските и не само во коските, туку околу коските, во периартикуларните структури, односно околу зглобните структури и така натаму. И сега кога зборуваме, кажавте како се делат, бидејќи за секоја болест има кои се ризик фактори или зошто би дошло до низина појава, постојат ли овде ризик фактори или одредени промени кои што може да укажуваат дека може да дојде до тумор на коските? Во принцип, етиологијата, односно причинителите за настанување генерално на туморите се уште не е до крај јасно. Имунологијата, развојот на имунобиологијата и така натаму, пред се целуларната медицина, оди во правец на тоа дека настануваат одредени онколошки дефекти, онколошко-генетски дефекти кои што предизвикуваат оштетување на самата клетка, нарушување во метаболизмот на самата клетка. Тука не се исклучени секако ни клетките на коскеното ткиво, меѓутоа не само тие клетки на коскеното ткиво, туку и од рскавичното ткиво, кое што е составен дел на краевите на коските, каде што се наоѓаат зглобовите, понатаму фиброзните елементи во околината, меките ткива во околината и така натаму. Секако, основните причини може да се бараат како во оштетување на самиот ген како нејасна причина, секако и некои надворешни носи, односно надворешни влијанија. Она што е евидентно е дека во последните години, зборувам и последните децении, од поодредени статистики кои што се прават, не само локално, туку и на светско ниво се гледа зголемена тенденција на мускулоскелетни тумори, за жал, повторно. Меѓутоа тоа, од друга страна, па ја тера и науката, особено молекуларната биологија, така да истражува, да се оди до одредени фактори кои што се причини за такво нешто, а од друга страна и науката во делот на развојот технолошки околу навремената диагностика кај овој тип на состојби. Она што со сигурност се тврди денеска е тоа што не секогаш тие состојби покажуваат некаква симптоматологија. Може да бидат во еден добар дел на случаевите, за жал, и како случаен наод, или па да покажуваат одредена клиничка манифестација од каде што се започнува диагностиката. Кои симптоми може вас како ортопедски хирург да ве натера да помислите дека може би станува збор за некој тумор, па да се направат нели дополнителни диагностички испитувања? Едно од основните и главни карактеристики во ортопедската пракса, зборувам во ортопедската хирургија, представува болката. Значи и туморите на коските, без разлика дали се работи за бенигни или малигни тумори, или состојби слични на тумори, или одредени состојби кои што имплицираат дека се работи за известна туморска творба, а не е, започнуваат со еден симптом, а тоа е болката. Понатаму следи оток, кој што може да биде на одреден дел на, тоа зборувам за клинички манифестации, на одреден дел на телото, и следното нешто кое што следи е секако нарушената функција кај нас, познато како функцио леза. Еве сега не секоја болка е болка која што е од малиген карактер или од бениген карактер, а во основа е некаква форма на тумор, се разбира, меѓутоа не треба да се остави во секој случај на случајност. И сега таа поделба што ја спомнавме на мускулоскелетните тумори, тие може да бидат нели од коскено, може да бидат од како мекоткивни тумори. Секоја форма, обично мекоткивните тумори, пројавуваат клинички известна форма на оток. Тука, без разлика, бидејќи клинички вие не можете со сигурност да тврдите прво ни што е, а камоли дека е тумор. Треба да се пристапи кон адекватна и брза, пред се брза диагностика. Многу е важно центарот каде што
доаѓаат овие пациенти да биде опремен и технолошки, меѓутоа од друга страна и со кадар кој што е за таа работа адекватно спремен. Кога започнува диагностиката, прашавте? Започнува во моментот кога ќе се посомневате. Значи, без разлика дали се работи за некоја лезија која што навидум делува многу бенигно, сепак диагностичкиот протокол треба да започне преку еден принцип кој што нашите учители во онколошката ортопедија не учеа, тоа беше систематско-аналитичен принцип, односно приод, да се започне прво со клиничка слика, со лабораториски анализи и потоа се оди со понапредни испитувања, тоа се разбира. А рентгени, компјутеризирана томографија, магнетна резонанца, во денешно време имаме магнетна резонанца. На рентген може да се покаже доколку станува збор за некој тумор? Ако се работи за тумор кој што е во самата коска и ако е од тврдо потекло, апсолутно може да се види на самата рентгенска слика. Како е мекоткивно? Да, со тоа што, да бидеме начисто, тоа е ориентациона метода во самиот момент и тогаш следи понатамошниот диагностички протокол. Тоа е една од работите. Друга од работите која што исто така многу важна, бидејќи се работи за онколошка медицина, тоа не го покрива само еден профил на доктор. Тоа се повеќе профили на доктори и затоа постојат така наречени онколошки конзилиуми. Во нашата институција има редовен онколошки конзилиум кој што е секоја среда, меѓутоа без разлика тој може да биде и на дневно ниво по зависност од потребите кај одредени пациенти кои што ќе се јават, бидејќи моментот на диагностика и моментот на третман, односно план за третман започнува од моментот на појавување на пациентот со одредена состојба. Може и да биде како сосема случаен навод. Значи некоја форма на повреда која што е навидум безазлена повреда, да се направи рентгенска слика и да се види промена на коската. Споменавте, ги поделивте, односно на колку групи се делат тумори на коски. Кој е најзастапен и дали возрастната граница има некоја улога? Дали кај повозрастните позастапено или може и кај млади? Има статистики кои што покажуваат, и тие статистики се менуваат од година на година, доколку се следат, се разбира, нели, светските асоциации за онколошка ортопедска хирургија и така натаму. Нема возрастна граница, значи може да се јават и во рана детска возраст, може да се јават во адолесцентен период, за жал, и се јавуваат и во активниот период или во повозрастната група на пациенти. Секако постојат одредени состојби, особено овие хипермалигнитети кои што се значително застапени сега, кои што се јавуваат и во кај помладите пациенти и кај нив третманот треба да биде во однос не само на диагностиката, него комплетниот третман треба да биде што е можно побрз, поадекватен и поагресивен со цел да се постигне максималниот резултат. А дали возраста игра улога во бенефитите кои што би се добиле со самиот хируршки третман, кај, да речеме, кај помладите, кај децата, кај адолесценти, дека многу побрзо може да се вратат во нормала за разлика од повозрастните? Има улога и тоа, меѓутоа сепак концептот на лекувањето, односно по кој редослед ќе оди лекувањето, го прави конзилиумот, бидејќи во зависност од тоа што постои. Прво е адекватната диагностика. Она што е многу важно, во денешно време ние имаме адекватна диагностика, која што е минимално инвазивна диагностика. Значи, зборуваме за неагресивни и агресивни диагностички постапки. Да речеме магнетна резонанца, која што ќе ги одреди и меките и тврдите ткива, компјутеризирана томографија, истовремено со артериографија, со контрастна метода, со цел да се диференцираат структурите едни од други, па понатаму следат минимално инвазивни перкутани биопсии и така натаму, со што практично ќе се вклучи и одлот за патологија, односно хистопатологија, со цел да се диференцира за каков тип на состојба се работи. Истиот момент кога ќе се добие тој резултат, а кај коскините тумори, за жал, кај мекоткивните и кај коскините тумори, за жал, тоа представува еден предизвикувачки процес кај хистопатолозите, бидејќи сепак не иде тоа толку многу брзо во диференцијацијата, треба да се започне што е можно порано. Значи, тука нема чекање на време неколку месеци, пак резултати и така натаму, него треба да се направи што е можно побрзо. Доктор Камнар, дали еве знаеме дека без биопсија не може да се утврди дали е бенигно, дали е малигно, исто и кај коските. Можете вие пред да се направи биопсија да знаете дали можеби станува збор за бениген тумор или пак е малигна форма? Во зависност од искуството, напредната технологија, да, во најголем дел има знаци кои што имплицираат дали се работи за бенигни или се работи за малигни состојби, меѓутоа факт е од друга страна за сигурност да се тврди, бидејќи не можете да соопштите диагнозата така, потребно е да имате и патохистолошка верификација. И врз основа на сето тоа сумирано на едно место,
се започнува со третманот. Кога се започнува со третманот? Со третманот се започнува во истиот момент кога ќе се постави дијагнозата. И сега еве да ни објасните, доаѓа кај вас пациент утврдено дека постои, да почнем прво со бенигните тумори. Што на што вие го правите како ортопедски хирург? Прво, ако е, да речеме, дефинирано, значи преку патохистолошка дијагностика. Да, еве кажавме нели кои се процесите на дијагностика, што се прави. Да. Во тој случај во зависност од регијата, во зависност од проблемот кој што го предизвикува, се одредува и начинот на неговиот третман. Од следење на состојбата, значи без никаква хируршка интервенција, до хируршка ексцизија на самата промена. Што значи тоа? Доколку е во близина, мекоткивните тумори може да бидат во близина на крвни садови, многу често нервни завршетоци, да предизвикуваат секојдневна болка, дискомфорт, да имаат тенденција дури да растат, тогаш дефинитивно се оди кон хируршка постапка и нивно отстранување максимално. Се има посебни принципи на нивно отстранување, дали се оди маргинално, дали се оди комплетно. Во секој случај најважно е да се постигне тој радикалитет, хируршки радикалитет, со цел да не се остави никаква случајност, бидејќи многу често се случува, за жал, одредени состојби кои што имаат бениген карактер да можат да предат во одреден малиген степен. Се разбира, не многу силен малиген степен секогаш, меѓутоа можат и затоа важат истите принципи на хирургија. Меѓутоа, доколку се тоа мали лези, кои што постојат долго време, зборуваме за мекоткивните тумори, перзистираат долго време, не предизвикуваат болка, немаат никаков проблем, дури ни козметички, во тој случај се следат. Бидејќи нема потреба секогаш и да се оперираат. Има многу пациенти кои што се следиме со месеци, со години, и тие немаат никакви промени. Меѓутоа, што со оние кај што ќе мора да направите хируршка интервенција? Каде всушност, која е состојбата каде што мора да се направи операција? Операција се прави доколку се работи за некоја зона која што спомнавме кај бенигните, а кај малигните апсолутно се оди кон онколошка хирургија во заедно со онколошки третман кој што го одлучува онколошкиот конзилиум. Значи, што значи тоа? Во зависност од степенот, бидејќи имаме различити форми на степенување на малигнитетите, дали се работи за цврста коскена лезија, дали е тоа примарно на самата коска, дали е како резултат на метастатски трансфер, дали е како резултат на мекоткивна малигна лезија, потребно е во зависност од степенот во кој што се наоѓа или да се оди со онколошки протокол, тоа се така наречени хемотерапеутици, кои што се ординираат од страна на или зрачна терапија, помал дел, кои што се ординирани од страна на колегите онколози, кои што ги сугерираат зависност пред се од дијагностиката која што добиваме од хистопатологија. А потоа се оди кон хируршка екстрипација на истите со реконструкција во зависност од тоа каде се наоѓаат. Сега ќе дам посебни примери, бидејќи овој тип на да речеме коскени тумори може да бидат во дел на лонгитудиналните коски, може да бидат околу зглобовите со зафаќање на зглобовите во зависност од која нели е хистолошката дијагноза, може да бидат во аксијалниот скелет и така натаму. Во прв ред, кога зборуваме сега за хирургија, потребно е самата состојба, биолошкиот сегмент и генерално пациентот да биде припремен за тој тип на хирургија, бидејќи ако се фатат во поран временски период, тогаш и опциите се многу поголеми. Во смисла, реконструктивните зафати кои што ќе се направат во најголем дел можат да зачуваат и најголем дел на биолошки сегмент, бидејќи во одредени состојби, ако туморот има многу агресивен раст, ако има зафатено повеќе структури мекоткивни, тогаш немаме таа состојба на така наречено лимф селдич или самиот екстремитет да го зачуваме, тогаш се оди на најагресивните постапки на отстранување комплетно на целиот биолошки сегмент. Меѓутоа имаме и така наречени внатрешни ампутации, тоа се ствари ресекции на коски со отстранување на меките ткива, по потреба реконструкција на крвни садови и потоа реконструкција на целиот скелет. Тоа се прави со посебни остеосинтетски во даден случај материјали, со користење на акрилатни цементи за надополнување, користење на коска од коскена банка, земање од таа алогена коска или коска која што ја земаме од
истиот од пациентот, Тоа е меѓутоа всушност друго место. трансплантацијата, затоа што како што На ве некој разбрав, начин, значи да. при такви интервенции може всушност да настане одреден вид на инвалидитет, дали да биде пократка ногата, да фалат коски. Секако, кај овој тип зборуваме за овие поагресивни, сега што Да. зборуваме, постои степен, висок степен на инвалидитет, со тоа што само да завршам до крај до така наречените имплантирачки материјали, тоа се така наречени модуларни протези, односно модуларни ендоскелетни протези. Тоа се импланти кои што се поставуваат со цел да го заменат целиот тој сегмент кој што е оштетен, а претходно да биде тој изваден со висок степен на радикалитет хируршки, односно ортопедско-хируршки. Кај малигните болести знаеме дека е многу важно дали се прв стадиум, втор стадиум, трет, последниот, четврт стадиум. Што во случаи кога, еве да кажеме, примарната малигна болест е на гради и доаѓа до метастази на коските? Тогаш каков пристап имате? Така, како што спомнавме, постојат и така наречена метастаска болест. За жал, коските, особено рбетниот столб, меѓутоа не се исклучени и лонгитудиналните коски, во огромен процент представуваат еден од најголемите депоа за метастатски трансфер на тумори кои што се од екзоскелетно потекло, односно тие не се од коските. Пример, берите, дробови, простата, дигестивниот систем и така натаму. Состојбите можат да бидат генерализирани, значи може да бидат појавени на поголем дел од скелетот и сега во зависност од диагностиката каде се и што се, прво треба да се дојде до заклучок дека е тоа. Тоа се прави со така наречени биопсии кои што може да се земат, нели, перкутано минимално инвазивно со цел кај пациентот да не предизвика дополнителен инвалидитет, болка, лежење во болница и така натаму, и потоа се започнува со онколошки третмани и секаде каде што има можност за патолошка скршеница, каде што има можност за компресија врз крвните садови, врз нервите, се оди кон хируршки третман. Секако тоа не може да биде генерализиран хируршки третман, тоа е селективен хируршки третман заедно со онколошкиот третман кој што го спроведуваат на оделенијата за онкологија. Како се чувствуваат пациентите после ваквите интервенции, кога, например, ќе примените најинвазивниот третман за малигнитет на коските, што после сите тие нели интервенции што ќе бидат направени, па и вградување, трансплантации, како после се чувствува пациентот? Прво е најважно во периодот кој што следи после завршување на оперативниот третман све да помине во најдобар ред. Значи да се анулираат одредени рани и доцни постоперативни компликации од типот на инфекции, дефициенции на рана и така натаму, брза мобилизација на пациентите, станување, одење, овозможување на тој така наречен статичен и динамичен стабилитет, значи да се застане на нога, да се оди. Од друга страна да се елиминира болката, бидејќи болката е еден сериозен проблем и потоа пациентите се припремаат, секако се припремаат на онколошкиот тој конзилиум кој што постои за понатамошниот третман кој што треба да следи. Секако има следење, има дополнителни терапии кои што се даваат и постоперативно на онкологија и следење во наредниот период кој што доаѓа. Пациентите генерално, доколку се помине во најдобар ред, се враќаат во нормално живење, меѓутоа постојат и посебни протоколи кои што треба да се следат. Да речеме на Светската асоциација, Јапонската, Европската асоциација се прилично слични. Во првите 2 до 5 години се оди помеѓу вториот и третиот месец на редовни контроли, каде што се прават лабораториски анализи, се прават дополнителни испитувања, како што се PET скен, скен со технециум 99, се прави магнетна резонанца, се следат други органи и така натаму, значи другите органи да се види дали е таа форма до која е, дали е во иста состојба и така натаму, а потоа се пролонгира периодот на, ако е секако што треба после втората до петата година, се пролонгира и периодот на редовните контроли кои што постојат кај пациентите секако. Може ли, доктор Камнар, нели знаеме кај малигните болести да се повторно да се случи да се појави малигната болест на местото кај што било? Ви доаѓаат такви пациенти и што во такви случаи? Еве сте направиле сите тие интервенции, рехабилитација поминала година, 2-3, меѓутоа повторно се јавува болест. За жал може. Борбата трае. Значи од самиот почеток таа си трае и редовно потребно е доколку се јават секаков тип на промени кои што може да имплицираат повторно на истиот или некаква форма на трансформација на еден тумор во друг, потребни се постапките понатаму да продолжат. Тоа се секако повторно диагностички, терапевски, хируршки постапки кои што следат, реконструктивни зафати, тоа се ревизии на постоечките, на друго место ако се појават и така натаму. Сепак не се застанува тука, нема откажување.
Науката оди напред, за среќа. За жал и самата онколошка медицина се менува, зборувам на поагресивни тумори, на поопасни тумори и така натаму. Сега јас можам да зборувам само од делот на ортопедската хирургија, меѓутоа за жал постојат во сите области, често се многу, поготово кај малигнитетите се многу често се кај еден профил на доктор практично ја открива болеста за друг профил на доктор, заради тие така наречени метастатски трансфери, меѓутоа трае. Значи целиот тој процес трае. Добро, ја го зедов лошиот пример кога повторно нели би се вратила болеста, меѓутоа претпоставам дека има и обратно, после 2, 3, 4 години кои ќе ги помени сите тие контроли, да живее нормален живот, едноставно да заборави дека имал малигна болест на коските. Претпоставам дека има и такви пациенти. Да, апсолутно, постојат огромен број на такви пациенти. Секогаш постои тој страв кај пациентите, нормално е тоа, тоа е една нормална психологија. Меѓутоа, од друга страна, доколку се си е мирно и како што треба, пациентите си го живеат нормалниот живот, секојдневието си се враќаат во нормалните активности, но она кое што е многу важно, повторно ќе го напоменам, редовните контроли кои што ќе бидат сугерирани од страна на ординирачките доктори да си се прават. Редовните контроли, да си се редовни контроли кои што после втората година, после третата, после четвртата година се негде од прилика на еднаш годишно или 2 пати годишно, со што се прават по одреден протокол, одредени испитувања кои што треба да се направат, а во меѓувреме пациентите се живеат апсолутно еден нормален живот. Се работи, нели спомнавме за каков тип на инвалидитет. И во зависност од каков тип на реконструктивен зафат ќе се направи, таков е и процентот на инвалидитет, зборувам степенот на инвалидитет кај пациентот. Нормално е, не може да се врати во нормални активности во смисла на сериозни спортови, трчање, не знам, кревање, тегови и така натаму. Меѓутоа во секојдневието може се вожи велосипед, да се пешачи долго време, може одредени работи да се прават сосема нормално, да не зборувам од делот на професионалните обврски, секојдневно одење на работа, вршење на секојдневните обврски, екзистенцијално решавање на прашањата и така. Имајќи во предвид дека после хируршка интервенција нели продолжуваат оние онколошки конзилиуми со хемотерапија и со зрачења, дали после тоа кај вакви пациенти препорачувате физикална терапија или таа не е препорачлива кога станува збор за малигна болест? Во принцип физикалната терапија се состои во мобилизација, на пациентите, рано станување, раздвижување, зајакнување на околната мускулатура со цел да се добие тој така наречен динамичен стабилитет кај овие пациенти. Физикална терапија од типот на топли базени, користење на струи и така натаму, тие не се препорачуваат кај овие пациенти, меѓутоа мобилизацијата и физикална терапија за зајакнување на мускулатурата, за совладување на одредени контрактури или ограничување во движење на зглобовите до хирургијата или зрачната терапија, доколку се употреби била во близина на зглобовите, предизвикала тие ограничување во движење, секако физикалната терапија е од многу бенефитен момент и многу помага и добар дел од пациентите чувствуваат значително добри резултати од тоа. Така. Доктор Камнар, кога би се вратили или ако направиме паралела 2-3 децении, што и не се многу години, меѓутоа сепак имајќи во предвид колку е сега напредната медицината, колку се достапни овие трансплантации, реконструкции, меѓутоа ако пред 3 децении не биле толку достапни, колку вакви пациенти со вакви состојби завршувале или фатално или пак со сериозни инвалидитети? Многу. Скоро најголемиот дел на пациенти. Значи, до пред 20 на години, кога сериозно, за среќа, благодарение на еден од основачите на онколошката ортопедија во Македонија, слободно ќе го споменам, професор Зафировски, нашиот учител во делот на онколошката ортопедија, овој тип на пациенти се третирале со тој период пред наше време, пред ја да дојдам во оваа област, завршувале за жал многу често со тешки инвалидитети или па со фатални исходи. Потоа почнува оној процес на аналитично разгледување на пациентите во секој поглед, пред се во дијагностиката, раната дијагностика и брзиот менеджмент. Од друга страна, развојот на другите гранки, како што зборувам хируршки гранки и гранки кои што се од интернистички карактер, кои што треба да ги следат, надополнуваат, терапевски тераат пациентите, дојдени се до драматични чекори кон подобрување на квалитетот и на преживување, меѓутоа и квалитетот на живот кај овие пациенти кои што ќе дојдат и ќе бидат дијагностицирани и ќе бидат лекувани.
Оно што е многу важно е да се специализираат одредени центри. Оно што повторно ќе го повторам, што значи специализиран центар? Тоа значи центар каде што вие можете да имате адекватна дијагностика и третман за кратко, оптимално време, односно најбрзо време во еден период од моментот кога ќе дојдете во некаков контакт со некој пациент кој што има таков проблем. Што значи тоа? Во период од неколку дена, да речем неколку дена, да се направи комплетната дијагностика. И тогаш веќе ние имаме појдовна точка од кога да почнеме со лекување. Тоа е се супер како што го кажувате, меѓутоа имајќи ги во предвид условите кои што ги имаме во нашето државно здравство и некој кога ќе има можеби силни болки во коски доколку треба да чека 2 до 3 месеци за магнетна резонанција, еве да чека и 1 месец, меѓутоа уште 2 месеци да му се прочитаат резултатите, колку е ова губење време, односно прогресија на самата болест? Јас исклучиво можам зборам од медицински аспект, тоа е недозволиво, значи тоа не сме во делот на медицинскиот менеджмент на пациентите, тоа не е добро, бидејќи состојбата се менува, таа може драматично да се менува дури и во период од недела за недела. Значи, зборувам од лично искуство, имам преку 20 кусур години искуство во ортопедијата. Значи, доаѓале пациенти кои што на клинички преглед, што е многу важно, треба да видите некаква промена, што е добро колку време е овака, за колку време дојде до ова. Ќе ви кажат 10 до 15 дена, веројатно. Значи, беше мало и нагло порасна. Така да неколку месеци губење на време, зборувам околу дијагностика и поставување на реалната дијагноза, е недозволиво, апсолутно. И затоа е потребно, повторно апелирам, да имаме брза дијагностика. Значи, тоа е она што е многу важно. Ако ве прашам, бидејќи сведоци сме, односно сме слушале многу пациенти низ скопскиве клиники. Еве лекарот се сомнева дека можеби станува збор за малигна болест на коските, му прават магнетна резонанса после 1 месец, после 2 месеци добива резултати. Колку ќе бидат тие веродостојни, доколку се вратиме нели пред 3 месеци вие кога сте го гледале, колку ќе бидат веродостојни за самата состојба? Во принцип, затоа спомнувам, треба да види што е можно порано, бидејќи ние треба да видиме реално фактичката состојба која што е во моментот или во еден период од неколку дена до една недела. Значи, патохистолошката верификација може да потрае, да речеме, 10, 12 дена, 14 дена, може до максимално до 20 дена, бидејќи постојат различни начини, тоа е сепак диференцијално дијагностички многу тешко да се даде адекватна дијагноза. Еден од потешките ткива е коскеното ткиво, и како орган, и како ткиво. Меѓутоа, тоа е еден одреден период кој што е сосема доволен и од моментот кога ние ќе го дијагностицираме до понатамошниот третман, бидејќи врз основа на тоа понатаму се и понатамошните терапии кои што ќе треба да се презимаат. Значи терапија од онколошки карактер, секако и хируршки. Степенот на радикалитет кој што ќе се направи, степенот на жртвување на постоечкото ткиво кој што го имаме, делот на коската, меките ткива и така натаму. Секогаш ние се стремиме да одиме кон што е највеќе возможен радикалитет, значи да се сето тоа отстрани ад максимум, да практично вие макроскопски немате никаква промена туморска и таа истата да се реконструира. И тоа би било добро, да не се изгуби драгоцено време, бидејќи губењето на драгоцено време некогаш значи за жал и фатален исход кај пациент. Зборот ми беше дека сигурно малигната болест прогресирала тој период од месец-два додека ги чека резултатите од снимката на дали на магнет или на компјутер. Секако губењето на време ја има таа тенденција, не секогаш, меѓутоа ја има таа тенденција за жал. Не е секогаш, повторно ќе кажам, некогаш може да биде во некоја фаза каде што нема некоја евидентна прогресија или голема прогресија, меѓутоа за жал постои и можност кога и ја има и тоа не е добро, реално, тоа е апсолутно неприфатливо, потребно е да се оди што е можно побрзо од моментот кога ќе се дојде до одредена дијагноза. Значи, она што би го кажале на нашите гледачи, дека да не се плаша дека секоја болка на коски може да значи тумор, меѓутоа добро е навреме да се отиде на лекар за да се открие, односно да се дијагностицира зошто е болката. Да, болката како генерализиран феномен може да биде од било какво потекло. Не мора да значи дека тоа е потекло. Дискус хернија најчеста дијагноза. Да, една да речеме и дискус хернија, но нешто што многу често се случува во праксата во поликлиничкиот дел е дека добар дел на пациентите се уплашени ако ги боли подолго време дека се работи да немам некој рак. Значи тоа е прво кој што ќе ви го постават. Секако не секоја болка, значи термотапел, не секоја болка, сите ние имаме неодреден степен на болка во секојдневието, не секој ден, меѓутоа заради одредени други причини. Може да биде лошо седење, преоптоварување големо,
одреден тип на болка што се јавува како резултат на некаква си повреда, стара повреда и така натаму. Кај повозрастната популација, особено жените во постменопаузалниот период, остеопорозата е еден од причините кои што предизвикува болка и така натаму. Кај младите феноменот на раст исто така кој што е апсолутно бенигна карактеристика, значи сите дечиња кои се родат, подрастат и стануваат возрастни луѓе. Значи во таа фаза се јавуваат болки, тоа апсолутно не треба да се имплицира дека се работи за ова. Меѓутоа секое сомнение кое што е многу важно, секое сомнение, ако има такво нешто, или да се потврди, или да може да се исклучи дека не е тоа. Значи, тоа се тие моменти. Е, тука голема улога игра, како што кажав, можноста за диагностика, меѓутоа и секако, несомнено, секогаш искуството на тој кој што го прави тоа. Така. И сега, кога би зборувале за реконструктивната хирургија во ортопедијата, еве спомнавте сегменти кај вакви случаи, меѓутоа не се користи само нели кога имаме тумори па да треба да се прави реконструкција, каде се има своја примена оваа гранка, оваа дејност? Оваа дејност, како што реков, се користи и кај туморите, особено кај коскените тумори, каде што е потребно да се отстрани еден дел на екстремитетот или еден дел на коската и да се замени со некаква форма на имплант за кој што зборувавме, истовремено користење на коскени графтови, користење на цементи, остеосинтетски материјали или па понатаму користење на оние модуларни протези. Исто така, околу зглобни, се разбира, ако е во делот на зглобовите. Претпоставам прашањето беше каде се може. Да. Генерално може на повеќе локации, односно повеќе достапни локации, да кажеме околу зглобот на коленото, околу зглобот на колкот, на двете, околу зглобот на рамото. Често таков тип на реконструктивни постапки правевме скоро околу рачните зглобови, значи на самиот рачен зглоб. Меѓутоа, која е етиологијата? Покрај туморите што ги спомнавме, значи кои се причините, може да бидат посттравматските состојби, многу често се, или претходно поставувани некакви форми на импланти. Да речеме стари посттравматски состојби, скршеници и така натаму, кај одредени состојби на така нарекуваме псевдоартрози, состојби каде што постоеле некакви форми на инфекции кои што настанале претходно па ги оштетиле зглобовите и коската, настануваат тие така наречени литични промени, со склеротични промени, со деформитети, со болки и така натаму. Таму решението е секако реконструкцијата. Не се кој тип на реконструкција ќе се употреби, тоа е индивидуално од случај до случај и секако во зависност од причината за такво нешто. Еве конкретно споменавте сте правеле на рачен зглоб, па каква реконструкција направивте? И зошто морало да се направи? Што е Оштетувањето на целиот тој краен дистален дел на радиусот и нулата беше до тој степен оштетен да беше потребно да се стави нели коска од друго место, да се постави остеосинтетски материјал со цел да се дојде до една стабилност без болка со функционалност на шаката. Да речеме тоа е една од причините. Исто да речеме постои кај скочните зглобови, околу колената, околу колковите, може да биде како резултат исто да сепак една од најчестите патологии кои што јас во низ годините ги имам работено, тоа се оштетување или пропаднати претходно поставувани примарни импланти, бидејќи со нивното разлабавување се ослободуваат метални иони, настануваат така наречени металози, се оштетуваат тие пластични елементи, специјално дизајнирани пластики кои што постојат во зглобовите, се оштетуваат меките ткива и потребно да се направи ревизија на хирургија, нормално со модуларен имплант, односно имплант кој што ќе ги надополни сите недостатоци кои што постојат на делот на прилошкиот сегмент кој што е зафатен. Конкретно минатата недела, да речеме, зглобот на коленото. Да, тоа се доста агресивни постапки, мутилантни операции, каде што се жртвува еден добар дел на коскеното ткиво и околните меки структури, меѓутоа реконструкцијата дозволува и овозможува со адекватните импланти кои што се користат пациентите повторно да застанат на нозе и нормално да функционираат. Значи, апсолутно најчесто што се споминува, односно најмногу кај што имаат проблеми, посебно па и повозрастните, тоа се колената и колковите. Да, најчести се колената и колковите. Може да бидат од различен карактер, може да бидат, да кажеме, и од артрозите кои што се често присатни, тие се најчесто присатни, меѓутоа може да бидат и скршениците. Скршениците се секако една форма, за жал една состојба од која што не може да се избега како возраста напредува повеќе, бидејќи настанува остеопороза, за жал и ова што го спомнавме околу метастатските депозити, се може да настанат на одредени места, слаби места од зглобовите околу колкот, да кажеме, каде што предизвикуваат патолошки скршеници, каде што постои повторна опција за реконструктивна хирургија со овој тип на импланти.
И тука диагностиката е многу важна, бидејќи треба да исклучиме или да потврдиме дека постои некаков процес, но тоа е менеджментот, тоа е третманот. Вие не можете да го ставите пациентот да залегне во болки и да не можете и ништо да не правите. Значи, што би постигнале тогаш ништо. Споминавте еве за кај повозрастните, можеби не доаѓа добро до сраснување, меѓутоа дали значи дека и кај помлад, доколку еве имал скршеница, гипс, недобро зарасната коска да биде всушност и причина да се прави ваква реконструктивна хирургија? Да, апсолутно, тоа се така наречените псевдоартрози. Многу пати тој тип на промени настануваат од повеќе фактори. Може да настанат индивидуални од организмот, разлабување на претходно поставениот имплант, лошо зараснување, пример, и кај оперирани, и кај неоперирани пациенти и така натаму. И тогаш е потребно да се проведе низ еден друг, исто, повторно, така наречен хируршки процес, низ кој што ќе се освежат краевите на оштетената коска, ќе се направи добра стабилност помеѓу двата краја, ќе се постави евентуално ако има потреба дополнителна коска, која што може од самото тело на пациентот или може да се земе од коскена банка, која што ја спомнав. Тоа една коскена банка представува една специјализирана форма на чување, презервација на коскени ткива, кои што можат да бидат од донатор или може да бидат од починат или од жив донатор. Мислам, тоа е дефинитивно така. И таа иста коска поминува низ одредени процеси на нивно микробиолошко, бактериолошко испитување со цел да се добие коска која што е апсолутно сигурна да може да се имплантира, повторно ќе кажам, да се имплантира, не трансплантира кај соодветниот пациент, бидејќи разликата помеѓу трансплантација и имплантација е тоа што каде што имаме трансплантација потребно нели васкуларните петелки да се врзат и генерално се работи за моментална трансплантација. Кај коската тоа повеќе се вика онли имплантација, значи поставување од некаде, од коскена банка конкретно, на одредено место со цел и очекувано понатаму да дојде до еден целуларен клеточен процес во кој што ќе дојде до ново создавање на нови крвни садови, на собирање на калциумови иони, создавање на ново формирано коскено ткиво на местото каде што недостасува. Дали тоа значи дека и пациенти, може не се толку многу чести, меѓутоа сепак имаме и такви кај што едната нога им е пократка од другата, да се доведе во нормал, односно да бидат исти? Мислите со реконструкција? Да, постојат и таков тип на хируршки постапки со кои што постојат така наречени елонгации на екстремитетите или продолжување на екстремитетите. Еден од најдобрите принципи и начини е со користење на надворешни фиксатори, се познати по фиксатори по Илизаров, ги слушнале добар дел на пациентите, за жал тие кои што имале и потреба од такво нешто, каде што се прави кортикотомирање на одреден дел на сегментот, се поставува апаратот и потоа се почнува со елонгација. Тоа е исто така работа која што морам да напоменам, мора да биде во специјализиран центар кој што ја има таа можност. Тоа е првата работа и втората работа од искусен доктор, хирург во таа област, кој што тоа знае да го прави, бидејќи секој тип на елонгација прво, апсолутно ниеден не е ист, второ, сите се специфични и тешки за менеджмент и треба да се третираат, што се вика, во неколку пати во текот на денот. Што значи дека за тоа е потребен центар. Тоа не е еднодневна, дводневна хирургија, па пациентот се пушта дома. Так. Доктор Каднор, споминавте нели дека болката е всушност првиот симптом за пациентите кои што вие ги третирате. Пред да се направи таа реконструктивна хирургија, дали за колено, дали за колк, дали поради нели истрошен имплант, еве скочен зглоб како што споминавте, колку тие живеат со силни болки, меѓутоа и инвалидност, пред да бидат подлежени на ваква хирургија? Тоа е индивидуално, субјективно кај пациентите, меѓутоа не е толку долг периодот, иако има одредени пациенти кои што можат навистина да истрпат многу сериозни болки и да речеме висок степен на инвалидитет. Али тоа по секој случај не е долг период, бидејќи тие болки се постојани, значи тоа не се болки само при движење и престанување, туку се за жал и болки кои што настануваат и кои што се јавуваат и се постојани и во мирување, најчесто и во спиење, односно пациентите не можат и да се наспијат и токму заради тоа се оди кон овој тип на постапки со цел да се добие една состојба прво на обезболување. Тоа е елиминација на таа болка, тоа е првата наша цел. Втората цел е реконструкција на целиот сегмент. Со таа реконструкција се добива еден стабилен биолошки сегмент, зглоб, надзглоб, подзглоб и така натаму, значи во делот на екстремитетот ако зборуваме, раце, нозе и во кичмата исто, значи во рбетниот столб исто, и понатаму е неговата подвижност, односно мобилитет.
И со тоа практично квалитетот на живење кај пациентот не само што се враќа на нормална, него драматично се подобрува. Значи, Еве споменавте и на рамо дека правите. Да. Какви болки, односно колку е инвалидизирано лицето пред да му биде направена реконструктивна хирургија, имајќи во предвид каде се, нели? Да, рамото не е оптоврувачки зглоб, да речеме како колкот, па не е афектирано од дењето, меѓутоа движењето во рамениот зглоб, секојдневните активности и болката заедно кога ќе се земе на едно, представува високо лимитирачки фактор, значи огромен лимитирачки фактор на секојдневното живење и секојдневното функционирање. На тоа, ако се стави болката, која што за жал е исто така постојана и голема, кај пациентите се одлучуваат на овој тип, бидејќи на реконструкција и терапија, бидејќи тераписки хируршки пристап, бидејќи друг за жал и нема. Може ли да настанат компликации? Па, еден од професорите пред 25 години што зборуваше на хирургија, ќе го цитирам повторно, велеше вака: најубавата работа ќе беше медицината и хирургијата, генерално беше хирург, доколку нема компликации. И тоа за жал во нашава работа компликациите се составен дел на нашата живеачка. Значи настануваат, може да настануваат компликации од секаков карактер. Значи компликации кои што се интраоперативни компликации, рани постоперативни компликации, доцни постоперативни компликации, компликации кои што се од хируршки карактери, компликации кои што се вон хируршкиот третман. Значи може да бидат интернистички заради залежување, пневмонии, проблеми со срце, проблеми со крвни садови и така натаму. Значи ред се да не ги набројувам сите, но факт е дека со добра припрема, со добар план и така натаму, дека тие и доколку се, пошто знаеме со што се соочуваме, тие многу и се превенираат. И тоа е многу важна работа. И се, повторно ќе кажам, за пациентите да знаат, да не се до тој степен плашат, да, компликации постојат, секогаш постојат такви работи. Кај секоја операција постојат. Да, така е, меѓутоа се за среќа не толку многу чести. Значи, тие се ретки. Да. Еве, споменавме кога станува збор нели за малигни, па кажавте после операции сите тие онколошки конзилиуми, следење. Што после вакви реконструктивни зафати, реконструктивна хирургија треба да доаѓаат често на контроли или во првиот период, значи во првиот рам постоперативен период, значи во првите 3 месеци потребно е да се направат најмалце 3 до 4 контроли. Тоа е дефинитивно така. Понатаму контролите се во зависност од состојбата која што има пациентот, во однос на неговата возраст, во однос на неговиот мобилитет и така натаму, а и од проблемите кои што тековно би ги имал или би ги немал, и врз основа на тоа се прави еден протокол по однос на колку често пациентите би доаѓале на контрола. Се смета дека кај успешниот, кај најголемиот дел на пациенти, значи кај успешниот третман, негде од прилика би требало да биде од еднаш до 2 пати во текот на годината, во првите 3 години, а потоа еднаш годишно е сосема доволно. колку им е, нели, обично зборуваме колку трае 20 години плюс вештачко колено, колку може да им трае сите тие, нели, еве вградувања, дали се импланти, додатоци? Па знаете како, да речеме сега Или пак индивидуално? Индивидуално е, меѓутоа еве да зборуваме за одредени типови на остеосинтетски материјали кои што се ставани пред повеќе од 20-30 години, немаат никаква промена, дури пациентите не доаѓаат и за нивно вадење, бидејќи воопшто не им ни смета. Значи, тоа постои една од опциите е таа. Друга од опции да постои некаква форма на металоза разлабување, каде што е потребно да се извадат. Некаде постои психолошки феномен кај пациентот, дека едноставно не сака да има страно тело во себе, тој го вади. Зборуваме кај остеосинтетските материјали. Кај оние трајно вградени импланти, тоа се најчесто вештачките зглобови, без разлика каде се, колено, рамо и така натаму, е сега до кога им е нивната трајност, додека не се истрошат. Е сега колку години е тоа? Поспорано постоеше едно правило дека те може да траат 5, максимално 10 години и така натаму. Технолошкиот напредок дојде до тоа да се одредени импланти веќе прават, технолошки прават, од одредени материјали кои што имаат многу висок степен на отпорност на влијанија, секојдневни влијанија, физички влијанија, тоа значи движење, скокање, шетање, возење велосипед и така натаму, секојдневни активности како кај сите луѓе, и тие траат 20 плюс, барем се смета дека траат 20 плюс. Секако индивидуално е, значи повторно ќе спомнам, индивидуално е, кај одредена возрастна популација, да кажеме, ако траат 20 плюс, ако се имплантирани негде околу 7-та деценија, во тој случај ревизиите апсолутно се непотребни со оглед на тоа што се зима дека све добро поминато, бидејќи
и се намалува капацитетот на активност кај тие пациенти. Вие не можете 40 годишен човек и 80 годишен човек да имаат исти степен на активност. Значи тоа е практично и невозможно. Сосема многу ретко. Така. Бидејќи сме на самиот крај на емисијата, доктор Камнар, колку хронични заболувања, доколку пациент има неколку хронични заболувања, тие може да бидат контраиндикација или пак пречка и за кога се прават нели интервенции со малигни заболувања на коските, меѓутоа и при реконструктивната хирургија. Во зависност од степенот на тие малигни, на тие хронични заболувања, сега што значи тоа? Да речеме хронични состојби на срцето, многу често одредени хронични состојби кои што го прателе пациентот повеќе години наназад, може да бидат контраиндикација многу ретко, меѓутоа може да бидат пречка и да го зголемат степенот на сложеност во делот на комплетниот третман на пациентот, бидејќи оперативните интервенции не се вршат на живо, се вршат под анестезија. Тука секогаш ќе спомнам, ние сме секогаш заедно со анестезиолозите, не зборуваме за хирургија, не ги спомнуваме анестезиолозите. Значи апсолутно анестезиолошкиот тим е тој кој што седи на пациентот, го припрема за операција, постоперативно се грижи заедно со хирурзите за негово комфортно поминување на целокупниот тој период. Да, можат тие хронични состојби да го усложнат процесот, меѓутоа многу ретко, во многу мал процент можат евентуално да го одложат. Инаку да, може да го усложнат многу. И само за крај, за да не стигнеме до овакви состојби и до тумори на коски, да има потреба од реконструктивна хирургија, што како ортопед што би го препорачале до гледачите? Дали е доволно само шетање, физичка активност? Редовни прегледи се генерално. Знаете како нема некоја превентива која што можеме да направиме, едноставно тоа се состојби кои што доаѓаат од непознато потекло во најголем дел. За жал се зголемува нивниот процент, кои се причините во иднина, веројатно со развојот на молекуларната биологија, со развојот на имунологијата, со развојот на генетиката ќе дојдеме до многу поголеми сознања. Доктор Камнар, јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што ни споделивте дел од вашето искуство, кој што чисто да знаеме дека не треба да се плашиме од секоја болка, но добро е да отидеме на лекар. Ви благодарам и на вас на поканата уште еднаш и пријатно е да се биде во вашата студија повторно. Ви благодарам. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на магазин Здравје. Се гледаме повторно утре во истото време со нова тема од областа на здравството. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.